Министерството за земјоделство ќе го продолжи рокот во кој оризопроизводителите ќе можат да ја предадат арпата кај откупувачите и да го исполнат условот за добивање дополнителни 3 денари за килограм од интервентната субвенција, што беше определена со заштитните ковид мерки. На пресконференција, министерот за земјоделство Лјупчо Николовски нагласи дека владата е подготвена мерката да продолжи. При тоа се очекува Државниот инспекторат за земјоделство да направи контрола, за да се види дали имало некакви манипулации, а зашто алармирале самите земјоделци. Сакаме да се констатира фактичката состојба и тоа ќе го знаеме во следната недела. Државниот инспекторат за земјоделство ќе ги заврши контролите на терен, ќе знаеме точно за колкава количина неоткупен ориз разговараме. Она што со советникот Димковски го работиме секојдневно и анализите наши покажуваат дека има околу 15.000 тони кои што остануваат. Владата и министерството се спремни да ја продолжат оваа мерка и еве најуваме дека истата ќе биде продолжена. Дополнително ќе одлучиме дали тоа ќе биде преку програмата за директни плаќања или преку ковид пакетот. Тоа беше единственото барање кое што го дефиниравме заедно со оризопроизводителите и кое што беше причина за одредени реакции во јавноста. Оваа влада ги зголеми субвенциите за оризопроизводителите за 300% и тоа е најголемо зголемување кое што сме го направиле. Постојано имаше слух кога има потреба од носење на интервентни дополнителни мерки секоја година. Ја уведовме зелената нафта која што им користи. Оваа година имаат зголемен процент на зелена нафта, на износи кои што ги добијат за 13%, односно вршиме усогласување со на методологијата за пресметка на зелена нафта со растот на цената на нафтата, така да ние постојано имаме слух за вистинските барања на вистинските земјоделци. Најавувајќи го продолжувањето на рокот, министерот Николовски не определи точен термин до кога ќе трае мерката, иако неофицијалните информации се дека тоа би можело да биде до крајот на јули. Продолжувањето на рокот за интервентната мерка од 3 денари за килограм арпа беше и едно од барањата што земјоделците ги искажаа на неодамнешниот протест во Облешево, кога го блокираа магистралниот пат А3. Тимови и здравствени работници се обезбедени да почнат со скрининг за COVID-19 во училиштата. Оценка на Комисијата за заштита од заразни болести е дека меѓу учениците во основното образование има повеќе позитивни на COVID-19 за разлика од оние во средните училишта каде ситуацијата е помирна. Пред почетокот на скринингот, родителите ќе добијат изјава за согласност нивното дете да биде тестирано на COVID-19. Знаете дека Комисијата за заразни болести донесе заклучок внимателно да се следи и анализира состојбата во училиштата и доколку се утврди било какво зголемување на бројките помеѓу учениците во однос на новозаразени, да се направат скрининг тестирања во училиштата со цел да се утврди реалната состојба и опасноста за поширока трансмисија на вирусот помеѓу учениците. Токму, поради тоа, од утре започнуваме со скрининг во основните училишта, каде што бројката на новозаразени е зголемена. Во средните училишта таква состојба немаме. Таму за сега епидемиолошката состојба и согласно извештаите на Институтот за јавно здравје е стабилна. Меѓутоа, загрижувачките бројки кои што ги добивме од основните училишта беа аларм да индицираме и да аплицираме еден ваков скрининг кој што ќе ни покаже каква е трансмисијата во основните училишта. Скринингот, односно тестирањето на учениците за кои родителите потпишале согласност, ќе се прави во училиштата, односно нема потреба учениците да одат во центрите за јавно здравје. Комисијата за заштита од заразни болести ги усвоила и дополнителните препораки за лекување од ковид, а истите се достапни на веб страницата на Министерството за здравство. Препораките кои ги викаме некогаш и протоколи се постојат, се достапни, но имавме проблем со нивната дистрибуција. Денес со обелоденување нивно на сајтот на Министерството за здравство и споделување на информацијата до сите лекари, ги правиме достапни информациите базирани на докази со цел да направиме, да овозможиме еден поусогласен пристап до сите пациенти со COVID-19.
Од Комисијата за заштита од заразни болести нагласија дека препораките се наменети за лекарите кои се вклучени во лекувањето на пациенти со COVID-19, но тие немаат сила на законска обврска. Од кабинетот на градоначалникот Лјупчо Папазов испратија писмен одговор на соопштението од Општинската организација на СДСМ од Кочани, а во врска со неговиот отчет за првите 100 дена од мандатот. Како градоначалник на овој град, со оглед на мојата одговорна и честна работа преку отчетот за првите 100 дена, ги информирав партиските челници, граѓаните и целата македонска јавност, која можеше настанот да го следи со директен пренос во живо. За информирање на јавноста, изборите завршија на 31 октомври и тогаш беа поразени политиките на претходната власт. Со преземањето на функцијата градоначалник на 9 ноември затеков салдо на сметката на основниот буџет од 8.559.000 денари и обврски за склучени договори, меѓу кои реконструкција на градскиот парк и реконструкција на булеварот Стево Теодосиевски во вредност од 53 милиони денари, за кои подмирени обврски беа во висина од 4.300.000 денари. Остатокот од обврските како одговорна власт ќе го исплаќаме и решаваме во текот на годината согласно динамиката на реализација. Само од сопствени средства од 9 ноември до денес подмиривме обврски од 25.312.000 денари за капитални проекти кои ги наследивме и продолживме да ги реализираме. За расчистување на дилемата околу авторизацијата на проектите и правото на присвојување на истите, овде ќе ги напоменеме проектите реновирање на мултикултурниот центар, проектот за реконструкција на потисен цевковод, пречистителна станица во Мојанци, планинарски дом, регулирање на коритото на Кочанска река кои се идеи на граѓаните, произлезени предлози од јавни дебати, пројава на интерес и се сопственост на граѓаните на општина Кочани. Исплатата на обврските кон Автоатом е затворена тема заклучно со записникот од 23 април 2019 година и избирниот извештај, одлуката на Советот од 25 април 2019 година, кои се подпишани од претходното раководство, со што е потврдена обврската за исплата на основен долг и камата. Сите проекти и сопствени и наследени достоинствено ќе продолжиме да ги реализираме. Овде престануваме со медиумската полемика на оваа тема и посветено продолжуваме да работиме во интерес на граѓаните, се вели во писмениот допис од кабинетот на градоначалникот Лјупчо Папазов. Продолжува опремувањето и подобрувањето на условите за работа на волонтерите од Доброволното противпожарно друштво од Кочани. Единицата постепено се подготвува за исполнување на задачите за кои беше формирана. По завршувањето на обуките, волонтерите оценуваат дека се упатени во мерките за заштита од пожар и можат скоро рамноправно да се вклучуваат во интервенциите. Иако сите волонтери од Доброволното противпожарно друштво се уште не се комплетно опремени, сепак она со што досега располагаат им овозможува успешно да се справат со предизвиците на терен. Паралелно со опремата продолжува и уредувањето на објектот, што неодамна им беше преотстапен во кругот на поранешната касарна во Кочани. Дел од интервентната единица има комплетна интервентна опрема, дел нема. Очекуваме една донација од Германија да ни пристигне, а во припремите околу објектот, да речеме, сме негде на пола пат. Некои внатрешни работи се одвиваат, но се надеваме дека во блиски иднина ќе биде во завршна фаза и ќе биде еден наш дом. Возило ни е приоритет моментално затоа што некои помали интервенции сакаме да ги преземеме во целост, да не ангажираме професионални пожарникари и со тоа да действуваме побрзо и поправенствено. По нешто помалку од половина година од формирањето на Доброволното противпожарно друштво во Кочани, веќе се гледаат и позитивните ефекти од неговото действување. Заедно со професионалните пожарникари од територијалната противпожарна единица, волонтерите скоро секојдневно се вклучуваат во акции за гаснење пожари и други интервенции. Џудо клубот Гладиатор ги засилува своите редови со нови членови пред предстојните надпреварувања. Деновиве во клубот пристапи Клаудија Черути,
членка на италијанската џудо репрезентација. Таа веќе го одработила и првиот тренинг со кочанските џудисти. Од клубот најавуваат дека целта е да се искористат потенцијалите и искуствата за да се постигнат што подобри резултати во иднина. Тренинзите на Гладиатор продолжуваат со досегашната вообичаена динамика во салата на основното училиште Малина Попиванова. Планинарскиот спортски клуб Осогово ќе реализира нова меѓународна планинарска акција во соседна Бугарија, што е дел од програмата на активности за оваа година. Кочанските планинари најавуваат искачување на највисоките врвови на Рила и Пирин планина, што е планирано за март. Се работи за зимска акција за освојување на највисокиот врв на Балканот Мусала на 2925 метри, како и на највисокиот врв на Пирин, Вихрен, кој со своите 2914 метри е трет по височина на Балканот. Од планинарскиот клуб Осогово информираат дека на маршот може да учествуваат добро подготвени и опремени планинари за искачување во зимски услови. Акцијата ќе се реализира во текот на 2 дена со едно ноќевање во планинската куќа Вихрен.